реплика, доколку имате да репликирате. Јас имам реплика. Значи, Добро. господинот Лјупчо на овој или оној начин е вклучен во извршната власт 15 години. И 15 години не успеал како жител на Ѓорче да го направи ниту зелено, ниту жолто, нити црвено. Сега, после 15 години вклученост во политиката и на парламентарно ниво, и на локално ниво, и во државни агенции, сега ќе ја прави општината Ѓорче Петров зелена. Каде се потрошени 15 години на оваа партија, која е сушност клон на СДС и ДПН. Си ја менуваат како некоја ефтина проститутка за потребите во власта. Зошто 15 години овој зелен план за Ѓорче не е имплементиран? Јас ќе ви кажам зошто. Затоа што требаше 15 години има шанса, но не можеа да стигнат, затоа што треба да се напунат џебовите на штабските послушници. И затоа со нив ни сега, ни порано не е зелена општина, нити сега ќе биде, од сега ќе биде зелена општина, и ова се фантазии само. Благодарам, господин Панковски. Говор на омраза и отклонување од оние на вистина, вистински пристојни говори. Се станува збор за Господине, враќање кон пристојноста јавност. умре со северно. Да. Пристојноста ви умре со северно. Само дали му Што позеленивте у овие 15 Јас години? како многу сочував. Всушност со законите кои што ги донесовме и кои што треба да се имплементираат, да не му паѓате. Не е коректно вака да моето време. се лаже јавноста вака. Беа оставени. Имале можност да ги направат. Меѓутоа, Не е коректно се вака. држаа луѓето во заложништво. Ова ќе се збориме на памет. До овој момент, ќе заболам се, ама не е се. Дечки, не е ова дебата меѓу вас тројца да си набацувате прашања. Не се лаже Биле оставени пари, биле 110 улици не се права за 7 месеци. Вие тројца си набацувате прашања, луѓето не стигна на ред да кажат. Оставиле пари, ќе било друго, ќе сте направиле 110 Тоа е улици. ваш проблем. Зошто се ангажирате последниве 5? Да ја почнам. Повелете, Значи, имате една Александар минута. бил, за луѓето што не знаат во каква е хиерархијата во општината. Александар бил председател на совет. Значи, тоа е во една рака функција повисока од градоначалник, затоа што советот ги донесува сите одлуки. Ако сакал, ако навистина му бил интересот на Александар општина Ѓорче без кал, тоа ќе го направил во тие 4 години кога бил председавач на совет со притисок врз градоначалникот Сокол Митровски. Сега, после 4 години му текнало дека приоритетно му е општина Бескал. Каде беше 4 години? Што правевте вие 4 години? Или калта стоеше тогаш и се го милаше? Истото прашање иде и за градоначалникот. И нему му е приоритет општина Бескал после 4 години градоначалниствување. Луѓе, да запамтите, вистинска власт во општината не е градоначалникот, тоа е англиска кралица. Значи, тој може да предложи. Ако советот, тоест овој човек што седи ондека и што бил председавач на совет, не го стави тоа на дневен ред и советот не го изгласа, градоначалникот не може ништо. Александар имал 4 години шанса да го реши, да направи општината без кал, сега бара помала функција за да го направи истото. Тоа е смешно. Да не се сложувам со колегата Панговски дека Реновирани се ставаат гумени подлоги за децата за да функционираат. Во новата програма имаме 2 градинки, една во Ново село и Стопански двор и една во Дексион. Само така ќе ги задржиме младите, кои ќе створиме услови за тие да останат и да можат да ги граат своите генерации, а истовремено и пензионерите да можат да функционираат со своите внуци. Значи, прв се јави за реплика. Ајде, само кратко и повикајте јасно. слободно. Повикајте 500 милиони евра ќе кошта инвестицијата. Така? За градинката? Не, за клиничко. За клиничкиот центар, извини, се збунив. 500 милиони евра, дали е таа цифрата? Таа е цифрата. 500 милиони евра пред 4 месеци им беа премногу скапи на ВМРО ДПМН и искочи Мицкоски на пресконференција, вика, еве ист клинички центар има во Србија 150 милиони евра кошта. Сега гледаме дека не им смета цената од 500 милиони евра и Александар вика, со радост ќе го направиме тој центар. Дали се договоривте како ќе ги делите тие 350 милиони евра, што е поскап клиничкиот центар од тој во Србија? Дали се договоривте со ВМРО ДПМН? Саше, многу ти е добро
прашањето, меѓутоа Многу ми е, да. со таа бела палата, од каде што доаѓа и мојот против И кандидат, бела, и црни, и стаклена со тие палата. пари ќе се и оној конј во Ѓорче што се стави, €1.000.000, ќе се направеа и депонии, ќе се чистеа. Јас ве прашав друго, дали се договоривте со ВМРО ДПМН нека 500, не е тоа прашањето. Не ми одговара на прашањето, ми го избегава. Да не беа тие Не влегувате теквисони во- кои што Право на чинат контрареплика и јас- Тоа прашањето не ми беше тоа. Прашањето не ми беше тоа. Значи го избегна прашањето. Дали се договоривте за провизиите со ВМРО ДПМН и сега 500 милиони евра не се проблем. Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Сега не име скапа веќе клиничкиот. Доволно е веќе, ве молам, ви кажа веќе, не навлегувајте, има правила, повторно истото го Јасно правите. ми е, но не ми го одговара прашањето. Знам, ама... Должен е пред граѓаните на Ѓорче да го Значи, одговори. вие И имате тој, право и, да Алекс, и прашате, другиот Александар. Господин Наумовски да одговори, и тоа важи за сите. Поведете, господин Да, бидејќи бев вложувања во човечки ресурси и во доживотно учење на општината и на капацитет подигање на луѓето кои што работат во општината, бидејќи ние било кој софтвер ако го ставиме, ако немаме кој да работи со него или не го наполни со податоци или не одговори, тој сам за себе не може да работи. И тоа е едно поле во кое што многу пати, за разлика од останатите кои што се тврди градби, се рекоа одредени елементи на кои што ќе можеме видно да покажеме, ова се меки мерки кои што мораме да ги направиме. Младите се сериозен проблем и во општината, а иселувањето на младите е по мене детектирани поради намалените или лошите услови за живот и немањето визија токму во општината. И од тоа поле треба да почнеме. Тоа се првите чекори каде што треба да ги убедиме младите. Треба да дека оваа почнеме држава да престанеме оваа да држава крадеме. има Тоа е име. првиот чекор. И така ќе има пари за дигитализација. Имате И право доста на веќе контрареплики, еден со Да. друг. Саат време потрошивте вие тројца. Ќе дојдете и вие наред, ќе видите, ќе бидете и вие наред. Дигитализација дрва, дигитализација дрва. Господин Наумовски, или- Дигитализацијата се започна обезбеди општината. За дигитализација сите сте. Дајте да поминеме на оваа страна. Тоа функционира, а како општина нас ни треба општинска зграда каде што можеме оној стар објект да го дадеме после тоа на бендови, на младинска култура, субкултура. Меѓутоа ви кажав, 400.000 евра нема никогаш да ги дадам без да Ѓорче да има сали, инфраструктура и доброви за граѓаните. По моето назначување, по Сега мојата има победа, право господинот Димитриевич, господин Панговски. општината ќе биде дадена Значи, на се лица со посебни потреби, не ни за бендови, ни за мендови. И тоа, На тоа е лица, супер идеја. Прв регионален центар за лица со посебни потреби ќе биде. Ќе го Кога- направиме Тоа е заедно, тоа. заедно. Кога да го банавте Приватна цело болница време може да да преминеме здравство на оваа страна, Еве да конечно преминеме сега, преминуваме ајде. според распоредот, жребката во Државната изборна комисија. Ако бевте прв, ќе бевте на местото на Јаневски. Ако беше господин Димитриевич, Не е втор, тоа ќе беше на проблемот, местото друго на е проблемот, Стојковски. они се реплицираат Ако меѓу се- себе за да го ако трошат се времето. Да, вие упаѓате цело време во Морам да упаѓам. Знам, меѓутоа не се правилата такви. Значи мора да се пристојно. Ако не упаѓав до сега, еве го господинот Да. ништо не кажа. Сега во момент, извинете, господин Димитриевич, во Тука сме да дебатираме, а тоа е едно од најосновните. Граѓаните на Ѓорче секојдневно да знаат што се случува во самата општина. Со мене како градоначелник ќе имате директен пренос имате, на ќе движење имате кој право ќе- на завршно обраќање. Повелете, господин Димитриевич, имате контрареплика на господинот Јаневски? Не, ќе се одложи времето Добро. да им дадеме прилика. на Добро. другите. Господине Панговски, повелете вашите 2 минути, вашето излагање во однос, ги ја гледав програмата ваша. Интересно ми беше нов стадион на Македонија Ѓорче Петров. Ако е тоа некоја тема за вас во ред, ако не можете и во тие 2 минути нешто друго да Па добавите. за мене поголема тема е каде ќе биде, во која земја ќе биде тој стадион на Македонија Ѓорче Петров, затоа што самото име Македонија Ѓорче Петров значи многу. Втора работа е дека овие работи што сите ги ветуваат потенцијалните кандидати за градоначалници, мора, како што ми го избегна прашањето за парите за клиничкиот центар, сега јас јавно ќе го поставам следното прашање кое е слон во собата. На сите тие изградени базени, спортски центри, спортски сали, домови на култура, дали ќе се примаат во нив невакцинирани луѓе? Тоа е од суштинско значење за граѓаните, за жителите на Ѓорче Петров. Затоа што ако градите вие објекти само за 40%
од граѓаните, пошто 38% е степенот на вакцинираност во Ѓорче Петров. Ако градите само за 38%, зашто да ве гласаат тие 62% од граѓаните? Во оваа дебата упорно се избегнува вториот, најголемиот слон во собата. Значи, вчера имавме информација од Пендаровски, од неговиот мицотакис колега, дека општините не се обврзани да почитуваат, општините во Грција не се обврзани да го почитуваат Преспанскиот договор, ниту се обврзани да ставаат табли според Преспанскиот договор и знамења според Преспанскиот договор. Тоа е мојата поголема точка од стадионот во Ѓорче Петров, е мојата намера знамето македонско да го ставам пред на јарболот на општината, тоа е ова знаме, и сите табли со нелегалното име Северна, по договор што не е потпишан од председателот Иванов, да ги сменам и да го вратам течението на законот во уставна рамка. Значи, во општина Ѓорче Петров, ова знаме на македонците ќе се вее пред со моја победа и табли со Северна ќе нема. Ако можат грците, можам и јас. Одлично ми дојде како шлагворд за постапување по првата точка на мојата програма, а стадионот на Македонија Ѓорче Петров ќе биде изграден и ќе стои во Македонија, во Република Македонија. Овде морам да кажам дека сите имаме право на лично определување. Добро. Дефинитивно, меѓутоа има и правила кои што мораме да ги почитуваме. Добро. Тоа се закони и правила кои мора да ги почитуваме и тоа се правила кои се прифатени во Што прекршите? Не зборувам против знамето, не зборувам против било што, меѓутоа не би се ни осмелиле. Меѓутоа дали еве тие што го веат тоа знаме, вие плаќаат платата. Знам ова знаме вие става платата. Сакале вие или не? Ве молам, тоа е ваша лична определеност, бидејќи не е моја лична определеност. Мораме да заштитиме. Значи, јас како човек што го држи ова знаме, разбирам. Ја плаќам дел од вашата плата. Тоа е некој промил. Ве разбирам. И многу и истите луѓе што го држат ова знаме, ја плаќаат вашата плата. Повелете кој има право, имате право на реплика, господин Стојковски, господин Јаневски и вие. Па добро. На сите тука присутни постојат објекти кои што може да се доадаптираат, да се донаправат. Фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров за сите нас е икона и апсолутно сметам дека го заслужува. Значи јас да ти одговорам на прашањето. Ако си гледал бар две утакмици во животот од Премиер лига, ќе сватиш дека каде што е помошното игралиште, што е собственост веќе на Македонија Ѓорче Петров, и позади голот, што граничи со зградите од другата страна, од десната страна на стадионот, веќе има простор да се направат трибините. Од каде ќе ми бидат парите? Истиот стадион, само трибини, зашто сватив нов стадион дека треба. Не, убаво си лошо беше интерпретирано. Пишува нов стадион во програмата. Нов стадион пишува. Пишува во програмата нов стадион. Истиот стадион ќе се направи, објаснето убаво, во англиски стил, со додавање на 3... Не, ја немам програмата. Парите од кај ќе ги најдам? Епа, кога вие што ги делите парите, ќе ве нема на власт, ќе остане, така, сега си се согласил со 500 милиона, не сум се согласил, дека е добро. Значи, не беше така. Колку чини стопе, колку чини немаме клиничкиот проект центар? за клиничкиот центар, со што? Значи нема проект. Дали 500 евра е цена, 500 милиони евра е цена што апсолутно за одговара? мене не е прифатливо, значи, е премногу голема и тој не проект се работи тоа дали 300 милиони тебе евра. ти е прифатливо или не ти е прифатливо. Со парите што ќе останат, што нема да се злоупотребуваат, а тоа се знаете кои пари. Морам да довршам пошто ми упадна во збор. Значи да почекавте, ќе имавте право на контрареплика, ќе одговоревте. Да почекавте, немаше проблем. 1 милиарда евра потрошиле СДС и ДПН за 30 години. 1 милиарда. Со тие пари, другарче. Со тие пари ќе се направи стадионот. Доволно е. Господин Наумовски. Во правец на ќе те прашам, Александар, предходно. Одма ќе те прашам, Александар. Контрареплика. Одма ќе те прашам, Александар. Какви инвеститори можеш да најдеш во земја во која се украдени минофрлачи и зољи, и тоа е така е, и во ист ден се апсат луѓе што печатат книги, и во книгите се товарат во трактор, како во
трета година во фашистичка Германија. Какви спонзори ќе дојат? Ќе видат дека 14 луѓе ви горат живи. Какви спонзори ќе дојат? Тој спонзор што има 10 милиони евра, 100 милиони евра, листа, вика оваа Северна е трула. Какви пари да дадам јас кога денеска горат модуларни болници, утре ќе ми изгори објектот, затоа што не ќе да платам рекет. Само Како може да дојдат? Може да дојдат само ако ова Северна, овој леш што е пред нас, што се вика Македонија, и сите вртиме главата. Северна не постои, другари. Затоа не ве признаваат ни во Обединети нации и северџани не постојат. Нема права за северџани, Доволно. нема права за непостоечка држава. господин Јаневски Затоа не можете спонзори да најдете. заврши контрарепликата господин Јаневски. Благодарам. Право на контрареплика. Се исчудувате дека немало доволно сали, немало доволно вакво спорт. За дрво да порасне, треба корен. Тоа вие еколозите многу добро знаете. За куќа да се направи треба темел. Темелот на Северна е Преспанскиот договор. Тоа е криминален акт врз кој не се потпишал председател и фалсификат. И вие ми викате, треба само 25% општината повеќе да даде. Луѓе, умрена е Македонија пред нас, вие ми кажувате, вртите глава од лешот. Вие зборувате само флоскули за спортот да биде подобар, дрва да има повеќе, не знам што да биде подобро. Сите имаме желби, но желбите за да се реализираат предуслов треба темел и корен. Северна не е предуслов, не е почва во која може да расте било што друго освен криминал. И тоа го сведочиме ден по ден, каде што горат луѓе, каде што се палат книги и се тргаат од школата. Добре. За каков спорт вие зборите? Прво тоа се решава, Северна, после спортот. Значи темите се општински, надлежноста е општинска, што може општината да направи, што може идниот градоначалник, што може идниот совет да направи. Тоа е главната тема на оваа емисија. Политичките теми, другите економски што се од државен карактер, го ставаме дали е во Тоа ве собранието, демантираше дали е Пендаровски. во собранието, дали е во владата и така натаму. Тоа ве Тоа е демантираше вчера затоа што- Пендаровски. затоа Да, што тој бауч. државата е парламентарна демократија, не влегуваме во Тој бауч. Дајте ни нешто што може да кажете што ќе направите во Тој наредниот бауч. мандат. Ви благодарам. Не, Господин- само да ви кажам, тој Да. бауч, вчера Пендаровски ви го разби. Ви Тој благодарам. бауч дека локална Значи- управа е за комунални проблеми, ви го разби вчера Мицотакис. Втора работа е Рече. што морам да ви кажам, и моја е должност како овде како домаќин на емисијата да упатам уште едно предупредување: избегнувајте го говорот на омраза, затоа што македонската телевизија има право Тужете. на емитување. Тужете, Има право на има емитување. деликт. Значи, избегнувајте го говорот на омраза, тоа не е својствено на јавниот сервис. Извинете сега за оваа дигресија, господин Петровски, извинете и вака што сте шести, меѓутоа така ни налага изборното ливче. Потполно, да нема место кај што не е урбанизирано. Не можете да правите урбанизација од случај до случај. Сега ни е потребно тоа ќе го урбанизираме. Па другото нам. Мора системски да се реши тоа. И кога ќе правите одредени објекти, тој се од системски карактер, не е од локален карактер. А кога имате јасна слика што имате во урбанистичките планови, вие така тоа ќе го правите. Не можете сега ќе правиме тоа, ама немаме не е урбанизирано. Тош прво урбанизирај, па после прави така. И друго, секогаш кога кажувате дека јас тоа ќе направам, тоа ќе направам, програми. Нема програми. Ова се планови. Програма е производ на планот по место и време за секоја задача. И со финансиска подршка. Ова се планови, ќе направам, тоа ќе направам. Ајде да видам програма. Тоа ќе го направам за 6 месеци со толку пари. Од каде тие пари? Од тука. И така. Тоа ќе биде до тога што тоа се вика програма. А се друго е план. Ќе кажуваме приказки. Да, долго чекавте да кажете вие, па имавте повеќе малку време. Па веројатно затоа предпоставив и затоа ја одолжив. Јас Господин реплика Панговски, да. Значи, една од вашите нели центар на вашето внимание е велите без здрави луѓе не може да се направи ништо.
Сега јас ќе ви го цитирам познатиот норвешки доктор и кој направил една анкета во истражување направил во Северна, тој се вика Торе Андре Фло и тој на примерок од 25.000 испитани по телефонска анкета го заклучил следното, дека северџанизмот е ментална болест. Значи луѓето што свесно се откажуваат од сопствениот идентитет за да добијат некој ќар е ментална болест. Како вие со 600.000 болни луѓе на референдум потврдени ќе градите здрава држава и како ќе се реализира овој план? Значи Торе Андре Фло, професор доктор на Норвешкиот универзитет, 25.000 луѓе. Не е децентрализирана тема. Само зошто го ветуваш клиничкиот центар во Ѓорче Петров? Зашто е државен проект? Зашто општината донела урбанистички план и прави проекти за инфраструктура. Дојди утре дојди во понеделник да се формираш. Ти во најтешкото избега во Америка, не оставил дека со ковидот да се бориме како доктор. Дојди во понеделник ќе ти дадам сите програми да ги видите и имате простори на митизите, имате да се искажете И и на така. сите телевизии. Повелете господин Петровски, извинете што почекавте сега. Тоа е. После има реплика Да. господинов Да, овде, Димитриевич, да не господин изурпира Јаневски, исто пак. така. Имам уште една сугестија пред дека ако го трошам времето, ама се тоа. Не, сега имате. Ви благодарам што ми дадовте предност Ништо, да ја водам емисијава. Види си на плата на први. Господин Димитриевич, да. Ви благодарам. Мојата реплика беше насочена кон Ако не е направено, па после ќе видим. Дали има Господин доволно Димитриевич, здрави луѓе за нели тоа? рековте дека господин Димитриевич? да, Ви благодарам што ми дадовте предност Ништо, да ја водам емисијава. Види си на плата на први. Господин Димитриевич, да. Ви благодарам. Мојата реплика беше насочена кон депонијата. Сепак тоа е еден од причинителите за нарушување на јавно здравје, ма го добив одговорот. Прашањето ми беше колку години е депонијата во Ѓорче, зашто не ја реши до сега општината и зашто претходно и кога беа други неограничени. Господин Не, Петровски, затоа што таков е редот. Таков е редот. Извинете, можете да го прашате генерално прашање. Зашто не? Да. Што мислиш ти зашто не ги Да, решиш? би го прашал кандидатот дали може да ги праша градоначалникот и советникот дали постои културна и општествена декаденција во Ѓорче во последните 30 години. Добро. Пошто Сега е вие тоа можете за да нив, одговорите. да ги прашам. Не можеш да дадеш. Во мора да Ѓорче, можете во Ѓорче да ви според кажам тоа. Еве, право, прашам. да ви кажам искрено. Не можете, само имате што- завршно обраќање, морам Може да кажуваме вака да сега да се уфрламе слово Да, на ама господина, тоа- да немаш одговорам закана, сега. само ќе ги нарушиме сите правила. Сите Ќе се ги нарушиме сите Иначе во правила. Ѓорче има летно кино, има театар, ПИ функционира, има киното издадено бесплатно за рок бендови. За вакцинирани. Така да има во тој дел Александар Кажи многу ми, култура. Аце, Еве и вчера вие сте имале господин, свирка и ја повелете, поздравувам. господин Јаневски. Имаме преку градов Скопје, знаете, мијата беше од Господин Ја летно прашав за кино. последните 30 години дали сметате дека има декаденција? Пошто Добро. тука се вклучени многу Повторно- Дали за вакцинирани се повторно е. објекти? и дали тие културни Повторно нарушувате, Дали сите нарушувате, објекти се знаете за како е вакцинирани редот. и за Ви реков невакцинирани? како дали е може редот. кандидатот да ги праша другите кандидати, дали може ти Ама сега, ајде ќе Имате синем. завршно Ќе обраќање шепкаме. од една минута, на крајот Да ги можете прашам. таму да се Или- искажете кратко и јасно. Господин Панговски, вие доаѓате од ТМРО, Од кандидат движење бойкотирам на да, листите кандидат на за ТМРО. градоначалник, да, за Ѓорче Петров. Повелете вашата една минута во завршното излагање, доколку бидете избрани за градоначалник, кои се вашите приоритети? Вака, Ѓорчевци мои, мојот врвен приоритет и првите две точки од мојата програма е ставање на ова знаме на јарболот и тргање на сите табли со Северна на територијата на општина Ѓорче Петров, со што ќе си го вратиме достоинството како држава, со што ќе се отвори патот луѓе да не ценат, почитуваат и да имаат можност и да сакаат да вложуваат во општина во која ќе се осеќаат безбедни и во која ќе соработуваат со достоинствен народ. Најважните поенти што сакам да ви кажам е дека без држава не може да има правна држава. Без држава не може да има ни еколошка држава. Без држава не може да има ни богата држава. Северна не е држава, другари, и така не третираат
во светот. Прво, ќе ја срушиме Северна, ќе оставиме знамето, а со моите ингеренции во образованието нема да дозволам мешање на НВО сектите во образованието на нашите деца и нема да дозволам трошење 30 годишно трошење безомучно на нашите пари за работи што не ги гледаме. Кога ќе престане владењето на 30 годишното владење, ќе има и пари и се. Вас ви треба градоначалник што ќе ве за вашите пари што ќе прави она што вие сакате, а не од каталог за желби да си избирате. Ви благодарам, господин Пандовски. Господин